Замисли си за момент живот во кој нема проблеми. Живот без напади, живот без опозиција. Се разбира, кога велам опозиција, не мислам на политичка опозиција, туку на било какво спротестувување со кое што се соочуваш или пак си се соочувал во минатото. Живот во кој нема притисоци и живот во кој што се оди како што треба. Звучи добро, зарем не? Но таквиот живот не постои, а и да би постоел, тоа би бил живот без духовен раст и без духовно созревање. Независно од твојот социјален статус, независно и од твојот духовен статус, независно дали се сметаш себе си за верник или пак за неверник. Секој еден од нас се соочувал и ќе се соочува со притисоци и напади во животот. А тоа и текако не вклучува и нас кои се сметаме за Исусови следбеници. Без разлика колку се молиш, без разлика колку читаш Библија, без разлика колку слушаш духовна музика, посетуваш богослужение и така натаму. Ништо нема да те направи имун на напади и притисоци во животот. Библијата е искрена и не ни ветува живот без притисоци и без напади. Но тоа не е крајот. Преки, иако Библијата не соочува, односно, ако може така да кажеме, само не подсетува на реалноста дека нападите и проблемите се многу реален дел од секојдневието, сепак Библијата не остава да живееме само со фактот дека тоа ќе се случува. Едноставно, ќе има непосакувани ситуации, непосакувани моменти и тоа е тоа. Библијата не запира таму, туку Библијата ни дава начин и средства како да се соочиме со тие моменти кога ќе дојдат. А кога тогаш тие притисоци и тие напади ќе дојдат сигурно. Пророкот Елисеј, наследникот на пророкот Илија, како и сите други мажи и жени за кои што читаме во Светото писмо, односно во Библијата, честопати се соочувал со опозиција и со напади. И денес сакам да размислиме за едно од тие настани во кои заедно со неговиот слуга, значи Елисеј и неговиот слуга биле притиснати од многу голема војска. И во Елисеј и во неговиот слуга гледаме еден силен и јасен контраст. Едниот реагирал на еден начин, другиот реагирал на друг начин. И верувам дека овој настан за кој се читаме во втората книга на Цареви е многу добар и соодветен библиски текст кој што не само што не подсетува како често реагираме на опозицијата и на притисоците во животот, туку исто така не учи од библиска гледна точка како ние да се соочиме со нападите и предизвиците во животот. Во 2 Цареви 6 глава 8 до 14 стих го пишува следново. Кога арамејскиот цар тргна во војна против израелците, се посоветува со своите офицери, велејќи: во тоа и тоа место ќе го поставиме својот логор. Но Божиот човек испрати да му кажат на израелскиот цар: внимавај да не минуваш преку она место, зашто таму арамејците се кријат во заседа. И израелскиот цар испрати луѓе до тоа место за кое му зборуваше и го поминуваше Божиот човек. Така се заштити од таму повеќе пати. И му се вознемири срцето на арамејскиот цар поради тоа и тој ги повика своите офицери и им рече: кажете ми, кој од нашите одржува врска со израелскиот цар? И рече еден од слугите негови: никој, господаре мој царе, туку пророкот Елисеј, кој е во Израел, му ги соопштува на израелскиот цар и оние зборови што ти ги говориш во својата спална соба. Тогаш тој рече: одете, дознајте каде е тој, и јас ќе испратам да го фатат. И му соопштија и рекоа: ете, тој е во Дотан. Испрати таму коњи и коли и многу војска. Дојдоа ноќе и го обколија градот. Израелците и арамејците биле во војна. Она што го читаме од текстот е дека Бог на Елисеј му ги откривал плановите на арамејците, војните планови, а тој истите ги пренесувал кај израелскиот цар. И затоа во текстот читаме дека арамејскиот цар пратил голема војска која требало да го фати Елисеј. Во текстот гледаме дека непријателот го опколил градот во кој бил Елисеј поради тоа што тој си ја вршил својата задача, она што Бог му го кажувал. И пред да зборуваме за останатиот дел од текстот кој што ќе го читаме и понатаму, пошто има уште текст во однос на овој настан, сакам да размислиме за причините поради кои што се соочуваме со напади. Како што на Елисеј му биле открени тактиките на арамејците, војните тактики на арамејската војска, така во Библијата нас ни се открени тактиките на нашиот непријател, односно на сатаната. Кога си свесен дека другите се под напад од нашиот непријател, непријателот на нашите души кој што е сатаната, им го кажуваш тоа. И кога на другите им кажуваш како да се борат против непријателот и како да победат, очекувај дека непријателот ќе те нападне и тебе.
Едно од прашањата кои често си ги поставуваме кога се соочуваме со било каков притисок, независно дали е притисок во самото семејство, притисок во однос на финансиите, притисок во однос на, емоциите, пријателите, здравјето, што и да е. Но кога се соочуваме со вакви притисоци, многу често си го поставуваме прашањето дали направив нешто погрешно поради кое што сега сум казнет со овој притисок или пак со оваа непосакувана ситуација во која моментално се наоѓам. И одговорот може да биде и да и не. Некогаш нападите, некогаш притисоците со кои се соочуваме се дисциплинска мерка поради греф или лоша одлука од минатото. Но некогаш нападите доаѓаат поради нашите добри дела и непријателот на нашите души сака да не запре во тоа што ние всушност го правиме. И Елисеј во овој текст е многу добар пример за тоа. Значи, нема еден универзален одговор кој се однесува на сите ситуации кои сме под напад. Некогаш причината може да биде една, друг пат причината може да биде друга. Сетете се на непорочниот Јов, кој што од тоа што го читаме во Библијата гледаме дека минал низ многу тешки моменти и страдања, иако бил човек кој живел согласно на Божјата волја. Или пак сетете се на евреите во времето на Неемија. Ке се сетите дека тие биле нападнати и се соочиле со опозиција затоа што сакале да го доизградат ѕидот околу Ерусалим. Односно се соочиле со притисоци и со напади затоа што одлучиле да бидат послушни на Бог. Непријателот ќе те нападне бидејќи му сметаш ти и повикот кој Бог го има во твојот живот. Всушност, од тоа што го читаме во Библијата, гледаме дека колку повеќе зачекоруваме во тоа што Бог го сака од нас и колку повеќе ја извршуваме Божјата волја за нашите животи, толку повеќе ќе се соочуваме со напади и притисоци од непријателот, бидејќи целта на тие напади е да не спречат во тоа што го правиме. Тоа е реалноста. Кога сме послушни на Божјата волја, кога живееме во Божјата волја, кога живееме според Божјата волја, мора и треба да очекуваме напади од нашиот непријател. Следењето на Божјата волја не е гаранција дека ќе имаме живот без притисоци. Баш напротив, следењето на Божјата волја некогаш ќе не води во ситуации кои што нема да ни се допаѓаат. И тоа е многу јасно опишано во самата Библија. Земете, читајте Библијата и ќе видите дека мажите и жените кои што му верувале на Бог, за кои што читаме во Библијата, па дури оние за кои што читаме во црковната историја, се соочувале со притисоци и со опозиција поради тоа што живееле побожен живот. Никој не можел тоа да го избегне. Некои луѓе прават огромна грешка кога сметаат дека само доколку живеат побожен живот, дека тоа ќе резултира со заштита од секојдневните напади и притисоци во животот. Тоа воопшто не е вистина. Значи, за Исусовите следбеници, прашањето не е дали ќе бидеме нападнати, дали ќе бидеме под притисок. Тоа веќе сите го знаеме. Туку повеќе прашањето треба да биде насочено кон тоа како ќе реагираме откако сме под притисок или пак откако сме нападнати. И токму тука доаѓаме до реакцијата на Елисеј и реакцијата на неговиот слуга на сево, ова што се случува. Во ликот на слугата на Елисеј верувам дека ќе се препознае многумина од нас и начинот на кој што реагираме или пак сме реагирале тогаш кога ќе не сгусти во животот. Но во ликот на пророкот Елисеј треба да го препознаеме својот потенцијал кој што го имаме во Бог, за тоа како може и како треба да реагираме тогаш кога се соочуваме со притисоци и со напади во животот. Кога изутрина прислужникот на Божјиот човек стана и излезе, војската со коњи и коли беше околу градот. Прислужникот му рече: "Тешко господаре, што да правиме?" Тој одговори: "Не плаши се, зашто оние што се со нас се повеќе од оние што се со нив." Елисеј се помоли и рече: "Господе, отвори му ги очите да види." И Господ му ги отвори очите на прислужникот, и тој ја виде целата гора полна со коњи и огнени коли околу Елисеј. Кога слугата на Елисеј ја видел цела војска која се собрала да го фати пророкот, тој не знал каде му е главата, буквално се избезумил. И нормално е човек да се плаши кога ќе види толку голема војска. Значи, тука не станува збор за тоа дека се собрале десетина војници кои што дошле да го фатат пророкот, туку имало барем неколку стотици, ако не можеби неколку илјадници војници. И гледајќи го проблемот, слугата на Елисеј се уплашил. Ви звучи познато? Предпоставам дека да. Не знам за вас, само ја често сум реагирал вака на напади и притисоци во животот. Би сакал да кажам дека секој пат кога се соочувам со напад и притисок, дека јас сум храбар и дека мува не ме лази, но всушност не секогаш било така. И мислам дека секој еден од нас знае што значи да се реагира со стрес и паника тогаш кога се соочуваме со некаков притисок или пак напад во животот. Но сега не е толку важно како сме реагирале во минатото. Тоа се случило и
едноставно не можеме да го смениме, било што било. Но она што е важно во светло и во контекст на овој настан за кој што читаме во Библијата е да видиме што е тоа што Бог го сака од нас кога станува збор за тоа како да се соочиме и справиме со непосакуваните, неочекувани ситуации сега, а и во иднина која ќе ни се случат. Значи, во текстот имаме два спротивни примери. Имаме еден контраст. Првиот пример е слугата кој што се уплашил и тоа е добра слика на тоа како ние некогаш реагираме во животот. Но вториот пример е Елисеј, кој што е слика за тоа како ние треба, кон што ние треба да се стремиме кога се соочуваме со некаков притисок или напад во животот. Значи, за разлика од слугата, пророкот Елисеј ни е прикажан во текстот од овој настан, ни е прикажан како доста опуштен тип, како доста релаксиран тип кој што не е баш многу загрижен за целата ситуација. Значи, кај него не гледаме ниту паника, не гледаме ниту страв. Тури и неговата реакција најверојатно му била малку чудна на слугата. Значи, прво гледаме дека слугата видел голема војска и го прашал Елисеј што да прават. И пророкот наставно му вика, нема потреба да се плачеш, уживај, опушти се. Да, ние сме нападнати од голема војска, но ние имаме поголема војска на наша страна. Сега прво неговиот слуга бил уплашен, а сега најверојатно веќе бил избунет. Или Елисеј не бил токму со паметот, или пак Елисеј знаел нешто кое што слугата не го знаел. Слугата на Елисеј бил свесен само за видливата, а Елисеј имал свесност и за невидливата реалност. И кога зборувам за видлива и невидлива реалност, она на која што мисламе материјалниот и духовниот свет. Бидејќи библиски гледано ние сме битија кои сме создадени од материјална компонента и од нематеријална, односно од духовна компонента. Исто така, ние сме битија кои што не живееме само во материјална реалност, кои што времено живееме и во нематеријална, односно во духовна реалност. Дали и колку сме свесни за духовната реалност во која што ние живееме, е многу важно кога зборуваме за тоа како реагираме на Бог, како реагираме на луѓето и како реагираме на околностите во животот. Значи, нивото на свесност за духовната реалност во доста добра мера ќе го диктира нашето однесување и нашите реакции. И сега, кога зборам за материјална, нематеријална реалност, тука не зборам за некои духовни свети тајни кои што им се достапни само на луѓе кои што ги знаеме како великани во верата. Свесноста за духовната реалност е достапна за секој кој искрено ја бара и ја наоѓа вистината во Божјиот збор, односно во Библијата. Значи, читајќи го Божјиот збор, ние стануваме свесни дека нашиот живот не се сведува само на тоа кое што ние го гледаме со голо око, односно со очите, туку како што вели апостолот Павле нели во 2 Коринќаните 5 глава 7 стих вели дека ние живееме според вера, а не според она што го гледаме. И имајќи го тоа на ум, читајќи ги другите вистини од Библијата, ќе сватиме дека секој притисок, секој напад во животот има некаква духовна позадина. Ништо не е случајно и сето тоа што ни се случува има некаква порака за нас. Елисеј многу добро го знаел тоа. И една од желбите кои што ги имам за мојот живот, а нека даде Бог да бидат такви во вашите животи, е да не бидам површна личност која што површно ги гледа нештата. Иако за жал некогаш во некои ситуации баш така реагирам, но оно што сакам да се стремам кон тоа да бидам кон тоа малку подлабоко да проникнувам во ситуациите со кои се соочувам. Например, кога имам недоразбирање со некоја друга личност, не сакам да гледам само конфликт. Кога сега имаме пандемија во светот, не сакам да гледам само пандемија. Кога имаме хаос во државата, не сакам да гледам само на хаос во државата, туку со Божја помош да можам да видам малку подлабоко, да видам кој е духовниот аспект на таа ситуација или на овие ситуации, да видам што е тоа што јас треба да го научам, да видам каде е Бог во целата ситуација, која е неговата улога и како тој сака да постапам и се соочам со предизвикот или пак со дадената ситуација. Бидејќи ако гледаме само површно на нештата такви какви што се, тогаш многу често ќе реагираме онака како што реагирал слугата на Елисеј. Ќе бидеме вознемирени. И како што спомнав претходно, знам дека многу често така сме реагирале во минатото, но нека овој настан Библијата биде потик да имаме малку поинаков пристап во еднината кога ќе се соочиме со било каков напад или пак со било каков притисок, бидејќи сигурно ќе се соочиме со такви моменти. Причината поради која што слугата на Елисеј бил вознемирен е затоа што ја гледал само материјалната реалност, онаа реалност која што е видлива со голо око.
Од друга страна, причината поради која што пророкот Елисеј бил опуштен и релаксиран во ситуацијата е затоа што бил свесен и за духовната реалност околу него. Други зборови, не треба да му даваме поголемо значење на проблемот, отколку што му даваме на Бог. И тоа е главната разлика помеѓу слугата и помеѓу Елисеј. И тоа нека биде главната разлика помеѓу тоа како сме реагирале порано на нападите и притисоците и како од сега натаму ќе реагираме на нападите и притисоците. Да не бидеме толку многу фокусирани на проблемот или притисокот што забораваме кој е на наша страна. Еден од моите омилени автори кој што замина од овој свет и отиде при Господа буквално пред 2 дена, Джеймс Пакер, го има напишано следното. Непознавањето на Бог е една од главните причини за слабоста на црквата. Затоа нам ни е потребна свесност и познавање за тоа кој е Бог, на неговата природа, бидејќи тогаш ќе бидеме свесни како тој е вклучен во нашето секојдневие, како во благословите, така и во притисоците. И конкретно во случајов Елисеј применил едно решение со кое што му помогнал на својот слуга да биде свесен за тоа што навистина се случува околу нив, односно слугата да стане свесен за духовната реалност. Елисеј се помолил и молитвата е кратка и јасна. Вика: Господе, отвори му ги очите за да види. Кратка, но многу важна молитва, бидејќи тука Елисеј не се обидел да аргументира и да го убедува слугата, туку само се молил за него. И тоа е важно, бидејќи молитвата може да биде многу посилна од убедувањето и давањето аргументи. Многу често ние треба да ги бараме овие нешта од Бог, да не ги отвори нашите духовни очи, да видиме ситуацијата онака како што тој ја гледа. Односно, да ни даде разбирање во ситуацијата, да осознаеме што навистина се случува околу нас. Дека тоа што се случува околу нас и оно што ние го гледаме не е секогаш исто. И затоа ни е потребно Бог да ни помогне да видиме што е тоа што навистина се случува околу нас, вклучувајќи и во духовната сфера. Некогаш кога сме во конфликт со некоја личност, ние се обидуваме да ги убедиме, се обидуваме да аргументираме со нив, се обидуваме да им докажеме нешто, а уствари некогаш наостанно како што Елисеј направил, па и не е потребно толку многу да се докажуваме. Некогаш е потребно молитва. Некогаш е потребно да се молиме за нас самите и е потребно да се молиме за другата личност и наостанно да речеме: Боже, дај да го видиме тоа што ти го гледаш во оваа ситуација. Не сакаме аргументирање, не сакаме докажување, не сакаме да докажеме кој е во право, кој не е во право и така натаму, туку Боже, едноставно покажи ни го тоа што ти самиот го гледаш. Библиската вера не ни нуди бегство од реалноста таква како што е реалноста. Она што библиската вера ни го нуди е свесност за онаа реалност која што не можеме да видиме со голо око, или како што вели апостолот Павле во едно друго послание од Новиот Завет, вели дека нашата битка не е против она што го гледаме, туку нашата битка е против она што не го гледаме. И откако Елисеј се помолил, читаме дека неговиот слуга станал свесен за таа духовна реалност. Библијата вели дека ги подигнал очите кон планината и ја видел Божјата војска која што била составена од конји и огнени коли. Со други зборови преведено тоа значи дека слугата станал свесен за Божјото присуство во ситуацијата. И тоа го променило и тоа го смирило. И тука има една многу важна символика и за нас денес. Кога го тргаме погледот од околностите и кога го вперуваме кон Бог, тогаш мирот и промената неминовно ќе следуваат. Подсетете се на Псалм 120-127. Во Псалм 120 псалмистот ја опишува ситуацијата во која што тој се наоѓа до тоа што го читаме звучи доста очено. Вика: тешко на мене што живеам во вакви околности и на ова место каде што живеам. Но во Псалм 121 псалмистот продолжува и вели: но го дигнав мојот поглед кон горите, односно кон планините. Со други зборови, го насочив мојот поглед кон Бог. И кога го насочил својот поглед кон Бог, тогаш сватил дека иако ситуацијата во која се наоѓа не е најполна, сепак има помош од Бог за таа ситуација. И Бог нема да ни даде живот без притисоци, но кога се сочуваме со такви моменти, тие моменти се многу добри околности во кои што Бог може да ни открие нешто повеќе, нешто ново за себе, а често во такви околности Бог ни открива нешто и за нас самите. Кога се соочил со притисокот од војската на арамејците, слугата на Елисеј дознал дека Бог е неговиот заштитник. Друг пример е кога Исусовите апостоли минувале низ бурата, тие дознале дека тој е оној кој владее над природата. Или пак кога умрел Лазар, тој и сите луѓе околу него осознале дека Исус има власт
и над животот и над смртта. Така да сите овие и многу други луѓе од Библијата се соочиле со непосакувани ситуации, но Бог ги употребил тие ситуации за да им открие нешто за себе. Во последниот дел од текстот за овој настан запишано е следново. Кога арамејците отидоа кај него, Елисеј му се помоли на Господ и рече: "Погоди ги со слепило." И Господ ги погоди со слепило според зборот на Елисеј. Елисеј тогаш им рече: "Не е тоа патот, не е тоа градот. Одете по мене, јас ќе ве одведам кај оној што го барате." И ги одведе во Самарија. Кога дојдоа во Самарија, Елисеј рече: "Господе, отвори им ги очите да видат." И Господ им ги отвори очите и видео дека се среде Самарија. Израелскиот цар, кога ги виде, го праша Елисеј: "Да ги убиам ли, татко мој?" Но тој одговори: "Не убивај ги, зарем со сабјата своја и со лакот свој ги зароби, та да ги убиваш. Дај им лепи вода, нека јадат и пијат и нека си одат кај господарот свој." Тој им приготви голема гозба и тие јадеа и пиеа. Потоа ги пушти и тие си отидоа кај господарот свој. Оттогаш тие арамејски ограбувачки групи не одеа веќе во израелската земја. Откако Елисеј се помолил очите на неговиот слуга да се отворат, потоа гледаме тој се моли очите на арамејците да се затворат. И Библијата ни вели дека Бог направил целата арамејска војска која што била таму, делумно и привремено да го загуби видот. И Елисеј се понудил да ги однесе кај човекот кој што го бараат, а самиот тој бил човекот кој што го бараат. И на крај ги однел во Самарија, односно ја однел војската на арамејците во седиштето на Израел, во седиштето на нивниот непријател. И како се помолил Господ да им го трне слепилото, арамејците всушност виделе дека се наоѓаат во заседа. Или пак тоа барем така изгледало на почетокот. Израелскиот цар, како што видовме во текстот, сакал да ги убие, но Елисеј не му дозволил, бидејќи пророкот имал понаква идеја за тоа како треба да се постапи со овие луѓе. Наместо да им се одмазди на оние кои сакале да му наштетат и да го заробат, Елисеј заповедал да им се приготви оброк и да се пуштат на слобода. Самиот текст ни кажува дека се направило гозба за нив. И на почетокот од заседата гледаме како Елисеј се моли да се отворат очите на неговиот слуга. И кога тоа се случило, тој бил свесен за Божјата заштита. Сега, некаде при крајот на настанот гледаме дека Елисеј се моли да се отворат очите на арамејците. И кога тоа се случило, тие биле свесни, станале свесни за Божјата милост која што им била покажана. Ако во слугата на Елисеј и Елисеј имаме контраст во однос на тоа како луѓето постапуваат и реагираат на притисоците во животот, тогаш во израелскиот цар и во Елисеј имаме контраст во однос на тоа како луѓето се однесуваат со непријателите во животот. Но ова е уште еден многу важен аспект од секојдневниот живот, особено од духовниот живот, од побожноста, а тоа е начинот на кој се однесуваме кон оние луѓе кои што или ни наштетиле, или пак сакаат да ни наштетат на било каков начин. Значи, такви луѓе има секој еден од нас во животот. Се надевам дека ние не сме такви луѓе за некој друг. Но, погледнете го Елисеј, човек кој што е добар пример дека кога сме луѓе на молитва, кога сме луѓе кои што често и редовно искрено се молат, тогаш ќе бидеме луѓе кои што ќе простуваат и нема да имаат желба за одмазда кон непријателите. Значи, не може човек да биде искрен и посветен во своите молитви, а истовремено да сака да им се одмазне на другите. Молитвата и желбата за одмазда се исклучуваат една со друга. Или ќе има молитва, или ќе има желба за одмазда. И примерот кој Елисеј ни го остава е несовршена, но сепак соодветна преслика на она што Господ Исус Христос го направи на крстот. Таму на Голгота, додека крвареше, додека ги живееше последните моменти од својот живот, неговата молитва кон таткото ќе се сетите дека била: "Татко, прости им, бидејќи не знаат што прават." Не велам дека простувањето и покажувањето милост кон оние кои што не сгрешиле, дека секогаш ќе биде лесна и проста математика. Значи, некој пат е доста тешко да се прости на некои луѓе. Но, дури во такви ситуации, кога е тешко да се прости, да не забораваме дека да не забораваме на помошта која имаме во Бог. Да не забораваме дека имаме Бог кој што не само што ни кажа дека треба да им простуваме на оние кои што не повредуваат, туку и даде пример на крстот на Голгота како тоа треба да се прави. А кога Бог не повикува да направиме нешто во Библијата, тоа не е само повик, туку тоа е на некој начин и полномошно, односно Божјиот повик исто така и Божјо оспособување за да можеме да го направиме тоа нешто на кое што тој не повикува.
И во овој случај, во овој библиски настан, Божиот повик и Божиото способување се однесуваат на два многу важни аспекти од секојдневието. Првиот е начинот на кој реагираме на околностите и вториот аспект е начинот на кој реагираме на луѓето кои што или не повредиле или пак се обиделе и сакале да не повредат. Во овој текст 3 пати е запишано дека Елисеј му се молел на Бог. Очигледно е дека од тоа што го читаме во текстот дека молитвата била многу важен дел од неговиот живот и од неговото секојдневие. И затоа Елисеј реагирал така како што реагирал. Истото важи за нас денес. Молитвата е начинот на кој добиваме надприроден мир во време на притисок. Молитвата исто така е начинот на кој добиваме надприродна сила кога треба да простиме на оние кои што не повредиле или пак на оние кои што сакале да не повредат.